Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија понуди јасно, конкретно и реално остварливо решение за зголемување на минималната плата на 600 евра. Преку ребаланс на буџетот, само со рационално кратење на трошоците од луксузот на власта, може целосно да се обезбедат до 200 милиони евра за зголемување на минималната плата на 600 евра за работниците и поддршка на компаниите и приватниот сектор преку субвенционирање на придонесите. ВМРО да не ги плаши приватните компании и работодавачите. Решението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија значи поддршка на двете страни, и на работниците, и на работодавачите, односно компаниите во приватниот сектор. Пари во буџетот има, прашање е на приоритети. Само за зголемување на минималната плата на 600 евра потребни се околу 7,5 милиарди денари, односно 120 милиони евра. Со кратење на 20 до 30% на делот стоки и услуги, каде што се возила, мебел, патувања, репрезентации, договорни услуги, комфор на функционерите, се обезбедуваат 130 милиони евра. Со кратење на делот разни трансфери, од хонорари, временни вработувања, ќе се обезбедат дополнителни 75 милиони евра. Значи, само со кратење на овие категории се обезбедуваат од 130 до над 200 милиони евра. Овие пари се доволни не само за минимална плата од 600 евра, туку и за дополнителна мерка за поддршка на приватниот сектор преку субвенционирање на придонесите. На овој начин, компаниите ќе можат да ги зголемат платите без да се загрози нивната ликвидност. Не може да има пари за луксус, патувања, партиски тендери и партиски вработувања, а да нема пари за работниците. Не држат изговорите на владата дека ако се покачи минималната плата, ќе се загрози економијата или работата на компаниите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во својот мандат ја зголеми минималната плата од 8.000 на 22.500. Па не се затворија работните места, не се загрози економијата. Напротив, со повеќе пари кај граѓаните и поддршка на компаниите се зголемува потрошувачката и расте домашното производство. Изговори нема. Ако власта сака да им помогне на работниците, може веднаш да предложи ребаланс на буџетот. СДСМ ќе го поддржи. Благодарам.